Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на радио Слободна Македонија. Добар ден, го слушате политичкиот магазин Кворум на радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на емисијата. Потензичниот петок во Бутел поради изградбата на крстот денеска во оваа скопска населба е мирно. Зошто на некој му пречат верски обелешја, дали во време кога Македонија се соочува со политичка и бегалска криза, се потребни уште и меѓуетнички конфликти. За овие теми денеска разговарам со претседателката на Комисијата за односи со верските заедници Валентина Божиновска. Добар ден и добре дојдовте во радио Слободна Македонија. Добар ден. Благодарам за поканата и секогаш ми е пријатно кога сум дел од Радио Слободна Македонија. Ви благодарам. За почеток, на кој му пречи крстот? Поставија Дуи и Орел, никој не се бунеше. Зошто сега вакви протести за крстот? Јас сум убедена дека децениски наназад населението во општина Бутел и во општина Чаир имаат повеќе од хармоничен живот. Но знаете како во политиката, како што е 1 и 1 дека не се 2, во етничките односи на една држава, на било која, и верските се во еден, би рекла, знаете, тоа се тенки линии помеѓу нивната интерференција. Значи, кога говориме за етнички односи, тогаш тоа е многу близко дека може да има запалување на верските односи. Ајде сега да ја вратиме работата наназад со тоа што одлуката на општина Бутел била легитимна, донесена како што треба, значи со мнозинство од советниците и после ставањето на крстот, видите, после ставањето на Орелот, ние имаме една состојба. Првата, дека населението од општина Бутел немаше ништо против поставување на крстот. Значи, крстот немавме мноштво на луѓе на собрано, немаше реакции. Дури вака, мислам дека освен медиумите кои започнаа прво прашање до градоначалникот Коце Трајановски, ние немавме никакви забележувања од страна на граѓаните да направат некаков протест пред Орелот. Јас неколку пати говорам дека символите кои ги има донесено општина Чаир на ниво на нивната програма, она што јас успевам деновиве да го следам од страна на одговорните, особено од градоначалникот, изјавите дека они имаат програма од 2012 година и ја потврдуваат некаде 2015 година. Значи таа програма значела дека би требало да биде поставен овој орел. Имено, ако одиме сега во символиката, орелот е византиски символ, орелот е во антиката се појавува како символ на Христос, на христијанството, на црногорците, на албанците, на србите и така натаму. Значи, мислам дека во една состојба во која Република Македонија е на влезот на ЕУ и на евроатлантските интеграции и НАТО, мислам дека правењето мегник помеѓу символите и верскиот символ е навистина смешно и тензичните настани кои настанаа, мислам дека е одговорност пред се на министерот за внатрешни работи. Зошто го велам тоа? После одлуката со мнозинство гласови од присутните членови на Советот на општина Бутел да се изгради со донација на претседателот на Светскиот македонски конгрес Тодор Петров да се постави крст. Ние гледавме нека неговото високо преосвештенство архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија ги освети темелите и сето тоа беше во ред. Ние тие денови не видовме тензија од другата страна, се до оној момент кога луѓето не поставија шатори. Проблемот или би рекла мигот на жарување на нештата се случи кога Министерството за внатрешни работи, односно министерот Оливер Спасовски, не успеа тогашната единица да ја распредели за да не може да се постават шаторите. Знаете, ние ја имавме Келија, акцијата, ние го имавме судењето на Монструм, министерката Гордана Јанкуловска до безпрекорност се одвиваше, успеа, нели тогаш со полицијата, да ние како граѓани не осетиме дека се случува нешто. Што значи дека оперативниот дел на Министерството за внатрешни работи на чело со Оливер Спасовски тоа не успеа да го изменаџира. И што се случи нормално, нели, под водство на Изет Меджити, на градоначалникот и други високи функционери, беше завземен крстот и јас повторно велам, возможно ли е во овој век,
на ова меѓусебно живење, кога ние имаме последни 6 извештаи од Стејт департментот дека во Република Македонија се почитуваат верските права и слободи, се прашувам дали во тој миг не се сети Оливер Спасовски дека требаше да ги растргне шаторите, да направи ред, всушност воопшто и да не дојдат. Вие гледате дека кордоните беа тргнати, полицијата стоеше мирно на страната и во тој момент ние видовме животинско навалување, буквално беше тоа сквернавање на темелите на крстот. Јас велам, таму кога ќе имате веќе темели, не се говори за темели осветени, туку веќе се говори за крст. Бевте дел од протестите пред Министерството за внатрешни работи, се бара одговорност за случувањата во Бутел од министерот Оливер Спасовски. Дали смитате дека после ваквите реакции Оливер Спасовски ќе обезбеди услови за да се изгради крстот во Бутел? Ние бевме децидни и да ви кажам, на тој граѓански собир за мене беше просто невозможно да не се појави првиот човек на комисијата за односи со верските заедници од две причини. Прво, затоа што мноштво на граѓаните пред задушница буквално звонеа телефоните во комисијата со поплаки дали е возможно на тој ден да заминат да ги посетат гробовите на своите најмили. Тоа беше една од првите аргументи. Вториот аргумент, кога веќе кордонот нели се повлече за да можат луѓето да врват до гробиштата Бутел, но знаете како, јас сум овдека кога се градеше и на Кале, кога се градеа двата музеа, кога се случија немилите настани, тогаш бев прва на барикадите и сметам дека секогаш кога ќе се случува, ако некогаш во историјата се соберат македонци при изградба на џамија, јас ќе бидам и тогаш таму. Тоа е моја одговорност и задача и затоа сметав дека треба да бидам во првите редови и одговорноста која ние ја побаравме заедно со граѓаните за оставка на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски да воведе ред. Не сум сигурна, ние побаравме враќање на, тоа е сепак државно земјиште, враќање на уредбата на државното земјиште, значи да биде во ред пред се, тоа е тамо буквално уништено, да се овозможи на градежната парцела да продолжи активно градежната оператива да си го поставува крстот, односно градежната оператива да може да го изгради крстот. Во период кога се соочуваме со бегалска криза и политичка криза, не ни се потребни подгревање на страстите и меѓуетнички конфликти. Каде го гледате решението на целиот овој проблем? Знаете како ние мораме во делот на хуманитарната дејност со бегалската криза, ние гледаме катадневно илјадници луѓе поминуваат, но она што е значено во мигот во Република Македонија, а го истекна и министерот за надворешни работи господинот Никола Поповски, е да ги следиме што прават балканските земји од балканската рута и особено протоколите кои ние ги имаме како држава подпишани во делот на вакви работи, на протоколите за хуманитарна дејност на државите и особено насоките кои ги дава меѓународната заедница од Европската унија. Во овој миг сметам дека сме една ретка и единствена држава која ги следи тие репери, особено затоа што вие кога ќе појдете во камповите кај бегалската криза на јужната граница во Гевгелија, топло се сместени бегалците, имаат максимална грижа во делот на хигиената. Вчера и министерот го потврди тоа за евроинтеграција, така што мислам дека во овој миг ваквото подгревање би рекла на верски тензии, повеќе не би рекла на етнички, не им се потребни никому. Изразувам вака една сериозна, би кажала, не забелешка, туку сериозна забелешка во тоа дека треба некогаш да наоѓаме време да седнуваме ние во политиката за да барем ако не некогаш градоначалникот на Бутел, градоначалникот Изет Меджити да седнеме, потребна е дебата при вакви работи. Значи, кога се носи еден детален или генерален урбанистички план, или кога се носи одлука за поставање на национален символ или на верски символ, а сето тоа нели оди преку општината, мислам дека треба една поширока дебата. Како што правиме голема дебата за генералниот урбанистички план, нам не треба и ваква дебата. Ние не можеме да ја предскажеме иднината, ама можеме да ја предвидиме. И затоа велам, се носили одлука, и ако е таа со мнозински акт,
Дајте да седнеме да видиме обата градоначалници со комисијата за односи со верски заедници. Аха, тука имаме национален символ, тука имаме верски символ. Ајде да видиме што може тоа да предизвика, за да не дојде до ваква работа. Иако оние мигови кои ги слушавме деновиве на телевизија дека не е донесено со Бадентер, да подсетам дека Бадентер не е потребно само во делот на мемориални споменици, но не е потребно на вакви споменични обележја, во кои меѓу другото влегува и крстот. Така што апелирам дека ова сега е смирена состојба, така и треба да ја гледаме во мигов. Значи, повлечени се работите, сега е на потек министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски да се продолжи крстот и апелирам дека идејата која ја даде Тодор Петров, председателот на Светскиот македонски конгрес, за подавање рака. За мене тоа беше највака, би рекла, најголем чин за прочка да се случи, затоа што навистина нас народот тамо тамо живеат детинески, знаете ли каков соживот имаат. Кога одат на бербер, одат и кај албанецот што е бербер, ама албанецот оди во берберница каде што е христијанин, православен. Значи, на пазар се сите. Не можеме ние не сме во мигов тие да им го да го срушиме тој начин на соживот и на верско живење. Така што мислам дека сега она што би требало да го направи е во рацете на министерот за внатрешни работи, а можеме да подискутираме понатаму за предлогот на господинот Тодор Петров околу поставување на евентуален споменик на преродбеникот албански Фаноли. Така, секако и за таа тема ќе поразговараме, но веднаш по краткиот блок реклами. Почитувани, останете со нас, се враќаме за кратко во студиото. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Го слушате политичкиот магазин Кворум. Јас сум Бојана Димитриевска, мој денешен гостин е председателката на Комисијата за односи со верските заедници Валентина Божиновска. Разговараме за последните случувања поврзани со изградбата на крстот во скопската населба Бутел. Господјо Божиновска, дуи го растури кампот пред кај што треба да се постави крстот, но најавија дека утре ќе решаваат како ќе делуваат понатаму. Која е вашата порака до граѓаните како председател на Комисијата за односи со верските заедници? Знаете како прв човек на комисијата јас изразувам и благодарност на луѓето што има сен за задушница да го тргнат кампот и нашите блиски да може да појдат до гробовите на најблиските. Со самиот чин тој, во еден миг помислувам и покрај тоа подпалување мало, тоа е вистинскиот соживот. Ме разбирате? Во тој миг кога разумот надвладое. И порачувам да не ни се повтори Кале. Ако добро се сеќавате, Кале ни се истепаа децата и јас вечерта апелирав, во еден момент реков миг, овдека имаме еден ден ќе изникне музеј на христијанска култура, традиција, на христијански византиски центар, меѓутоа, тука ќе имаме и еден меджит во кој ќе ја гледаме отоманската култура и историја. И така бидна. Ние во овој момент на Кале, видите, никој тоа во мигов не го перцепира и не направи паралела Кале, Бутел Чаир. Што имаме? Имаме еден музеј на неолитската, преисториската култура, се извинувам, и еден меджит, една галерија која потсеќа на меджит и која внатре имаме отоманската култура. Пазете, сите артефакти што се од отоманската историја се таму. И сите артефакти од праисторијата се таму. Се надеваме дека еден ден ќе имаме и еден христијански центар во кој ќе бидат сите артефакти таму. Она што во моментот апелирам особено до младите, до децата, до оние кои што предпоставувам дека дома не ке има кој да им каже да не излегуваат од обете страни, ниту оние од Чаир, ниту оние од Бутел, да не создаваат тензии, да не подлегнат на било какви провокации. Оти ние не знаеме во овој момент колку луѓе ни се вметнати од надвор за да направат верски конфликт. Знаете како? Она што можеме ние сами, мудри да го направиме внатре, значи институционално со општините, општина Чаир, градоначалник, општина Бутел, градоначалник, прв човек на комисија, прв човек на верски прашања, Ружди Илјата при Дуи, прв човек, ќе ги викнеме на маса, ќе седнеме, пораки ќе пуштиме заеднички. За мене е тоа, за тоа став. Значи, повторно велам,
никој од православните христијани во Бутел немаше против при изградба на било која џамија во Бутел, и покрај тоа што сме имале, јас како прв човек на комисијата сум имала представки во кои велат, ама директорке, ова е дивоградба, јас велам мик, стоп. Ако тоа е џамија во која имаме жива молитва, имаме мноштво на верници кои влегуваат, тука ние не можеме ништо. Тоа може да биде оди со дозвола на регистрираната верска заедница во случајов иваз, и тука веќе не се противиме. Ме разбирате? Ако џамијата е полна, начинот на кој е изградена, јас немам тука ингеренции, но затоа апелирам и велам, ние македонците не смееме да се појавуваме кога се градат џами, и така имав и во соопштението. Дали некогаш сте виделе собир на македонци при изградба на џамија? Не. Затоа велам, не требаше да има собир при градењето на крстот, бидејќи крстот е нашиот верски, традиционален, историски символ. Што велат законите за овој случај? Законите се децидни, само да споменам, членот 41 од Законот за локална самоуправа, прописите кои се однесуваат само на културата, употребата на јазиците и писмата, на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во општината, утврдувањата, говорам за грбот и знамето на општините, се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови во тој момент на Советот. И она што е важно, а што беше дилема си во овие денови, тоа е членот 69 од Уставот, односно на познатото Бадентерово мнозинство, кое вели дека покрај гласовите на мнозинството присутни пратеници и мнозинството гласови од присутните пратеници на малцинските заедници се одлучуваат само за прашања кои директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на символите на малцинските заедници. Во овој случај ние во општина Бутел имавме мнозинство од пратениците, од советниците кои гласаа за поставување на споменични обележја, во кое и верските обележја. Проблемот, велите, се решава со седнување на заедничка маса. Градоначалникот на Бутел, градоначалникот на Чај, представници од политичките партии, дали како прв човек на комисијата за односи со верските заедници ќе се обидете да ги седнете сите овие луѓе на една маса и да го решите проблемот? Тоа што господинот Тодор Петров не ги тужи, за мене е тоа исто еден голем христијански чин. Исто така што за прочка кажа да си подадеме рака на соживот и верски, исто така уште поголем чин, се останува да си го решиме ние нашето. Значи, повторно велам да се продолжи со изградбата на крстот, и особено сакам да кажам за јавноста, одговорниот за верски прашања при Демократската унија на интеграција, господинот Ружди Љата, многу внимателен, дипломатичен човек беше кај мене, и така доста разговаравме на оваа тема, и он исто така предложи дека, не знаете како, вели, понекогаш провејуваат остатоците на меморијата емотивна, и јас му потврдив дека тоа е така од 2001 година. Значи, што е потребно? Нам ни треба еден заеднички споменик во кој ќе ги запретаме сите чувства од тоа што беше во 2001, сите конфликти. Меѓу другото, си поставуваме едно прашање гласно. Нашите деца кои учат не знаат ни за Мисирков, предпоставувам, ни за Рацин, ни за Кирил Пејчиновиќ, предпоставувам не знаат многу ни за Ченто, не знаат ни за Верковиќ, не знаат ни за Цепенков. Но, прашањето е колку нашите македончиња знаат за Фаноли, колку знаат за Кадареја, којато е доста преведен во Република Македонија, колку знаат за Коница, колку знаат за Фрашери и така натаму. Значи, одговорни сме ние институционално. Дали тоа ќе биде Духовниот албански центар, дали тоа ќе биде Институтот за национална историја, дали тоа ќе бидат националната телевизија. Ние мораме да им објасниме како што имаме преродбеници во Македонија, така имаме преродбеници на етничките албанци во Република Македонија. Кој е Фаноли? Така, зошто ја подаваме раката? Така, за тоа прашање сега подоцна, бидејќи тука веќе сме на половина од емисијата, мора да направиме пресек, да ги исполниме нашите обврски и веднаш потоа коментираме за Фаноли. Почитувани, останете со нас. Така, повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Господјо Божиновска, спомнавме дека Светскиот македонски конгрес покренува иницијатива за изградба на споменик на Фаноли, основач на Албанската православна црква во 1924 година. Кој е всушност овој човек? Јас имав среќа да ја бидам генерацијата која учеше за Фаноли.
Не само тоа, туку затоа што сум влюбеник во Шекспир и он е еден од авангардистите, би рекла, 1924. Не е само што е основач на Албанската православна црква, тоа е еден исклучителен поет, оратор, публицист, како би рекла, класичен критичар, превод на Дон Кихот, превод на Шекспир. Знаете како, за албанците, ако прашате кој е фан Ноли, они ќе ви речат нивниот преродбенички Дон Кихот. Јас од оваа страна велам, тоа е оној кој јас го учев дека е најдобар преведувач на Шекспир. 1924 година тој е и основач на православната албанска црква и градењето на православната албанска црква во Америка. Тој заминува и колку што знам тој е голем пријател со коница таму во Америка, во Соединетите американски држави, ја гради првата албанска православна црква и он е првиот епископ. Она што за мене било секогаш восхитувачки за оној есеистички, поетски дел на фан Ноли, не само што он ја предводеше јануарската револуција и заминува 30-та, ми се чини дека 1930 година заминува, пребегнува во Соединетите американски држави, нели он ја предводи опозицијата, тогаш паѓа под режимот на Зогу. И она што за мене, сега јас сум малци лирски секогаш расположена и сум човек кој ја обожува поезијата на светската поезија, чинам дека не постои поголем поет кој ги зема библиските митови, библиските ликови во својата поезија. Познати неговите песни за Мојсей, за Свети Петар, за Исус, особено што он се како да речам, буквално се огледува како еден маченик на албанскиот народ околу неговото обединување, албанското обединување исто како Исус. Така што мислам дека ние сме требали и порано да се сетиме на фан Ноли. Извинете, тоа е моја некако прв човек на Комисијата за односи со верските заедници, туку како човек кој ја сака светската книжевност и литература. Така што ова може би и за доцната реакција. Фан Ноли треба да го видиме. Дали тоа ќе биде во Чаир, некаде на десната страна или во Бутел, јас ја подавам исто така како прв човек на Комисијата, ја подавам раката за еден светски книжевник, литерат, публицист, есеист, поет, основач на православната албанска црква, да го видиме неговиот споменик и мислам дека сите заедно, и православните и христијаните, ќе се радуваме. Значи ја поздравувате оваа иницијатива на Тодор да. Петров. Мислите дека ќе помогне барем да се ублажат односите меѓу верските заедници? Би требало, зошто да не. Велам, знаете како, зошто би пречал еден таков грамадник во книжевноста? Зошто би пречал фан Ноли? Напротив, ние треба во учебниците да го изучуваме и фан Ноли, како што го изучуваме и Крсто Петков Мисирков. Ме сваќате? Значи тоа е моето неподелено мислење и да го цитирам би сакала неговиот голем пријател, они живеат заедно во Бостон, Коница и фан Ноли, во еден миг му вели во една од репликите, Коница му вели на фан Ноли, што мислиш, нели е важно дека не е важно албанците пред кој бог се поклонуваат, колку што е важно тој бог да не ги разделува. Па ја во тој дух би сакала, овие два големи умови, преродбеници на албанската култура, книжевност и преродбеништво, да ги цитирам во оваа ваша емисија, дека никој не се противи на големите умови да бидат поставени во Република Македонија. Околу решавањето на проблемот излезе и поглаварот на ИВЗ Сулејман Реджепи, потсети дека исламот и христијанството на овие простори живееле во хармонија, дури и во многу потешки историски околности од овие актуелните. Ќе го цитирам неговиот став, а подоцна би сакала да го прокоментираме. Потребно ли е да потсетам на Бејрут и на Белфаст и на ужасите што можат да ги предизвикаат меѓуверските недоразбирања. И на крајот, дали е потребно да потсетам дека проблемот во Бутел има јасна политичка заднина и дека на крајот може да предизвика само зло. Една власт што се грижи за среќата и за мирот на своите граѓани, убеден сум дека многу едноставно ќе го реши овој проблем. До крстот во исто паркче ќе подигнеше едно минаре од 50 метри за да служат како символи на хармонија и соживот. Или едноставно паркчето ќе го покриеше со цвеќе. Друго чаре нема, пријатели. Порача поглаварот. Како го коментирате вие ова? Па јас во последно време не го коментирам првиот човек на исламската верска заедница, затоа што мислам дека колку
го повикува првиот човек на Македонската православна црква Охридска архиепископија дека е алатка на политиката, нели се сеќавате во една од неговите колумни, јас би рекла дека ние во историјата на Македонија не сме имале прв човек кој е толку, кој зборува повеќе како политичар, а не како прв човек на верска заедница. Погледате во неговите последни 20-30 колумни, делумно кој ги имаше за Фокус, дел во други печатени медиуми, човекот мислам дека се фиксирал за поранешниот премиер, лидерот на ВМРО ДПМН господинот Никола Груевски, и навистина не знам од каде е таа негова фиксација, наместо да повикува на соживот. Еве гледате, и со ова минаре човекот прави една, како да кажам, кардинална грешка, така што не сакам да го коментирам. Имаше вистински мигови каде што Ефенди Реджепи требаше да се појави, а тој ги потпалуваше. Да ве вратам назад со македонците со исламска вероисповед и со многу други негови изјави. Јас мислам дека во овој момент не треба да се мешаат лидерите од двете верски заедници, ниту неговото високо преосвештенство архиепископот, ниту реисот. Ние треба да сами тоа да го решиме на ниво на институција, значи општина, градоначалник, општина, тука сме комисија, тука се повеќе луѓе, но велам пред се да се врати парцелата и непречено да може да се изгради крстот кој е донација од Светскиот македонски конгрес и од господинот Тодор Петров. Повторно апелирам на министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски. Повторно би сакала да апелирам дека би било мудро реисот политички да не ги потенцира работите. Значи, се помалку имаме во неговите извештаи верска, односно пресконференции или колумни, имаме каде што повикува на верски димензии, на соживот, отколку што има повеќе политика. Мислам дека човекот цело време, или да не речем сето време, се занимава. И заклучува во неговата изјава, како што можам да забележам, заклучува дека има целиот овој случај политичка заднина. Далеко од тоа дека има политичка заднина. Знаете како, јас сум била советник и знам што е желбата на граѓаните. Тоа е една работа и знам кога советниците ќе донесат одлука. Извршната власт не може да се меша во локалната власт. Тоа апсолутно го знаеме сите. И далеко од тоа дека има политика, видете, вие не можете да соберете 3000-5000 луѓе наеднаш пред Министерството за внатрешни работи. Исто така не може да ги соберат луѓето кога се собраа некни македонците, велат дека биле и од Бутел, и од Чаир македонци, дека биле од Љубанци и така натаму. Значи, тука политиката не може, тоа се чувствени работи. Знаете, кога некој ви го гази темелот на крстот, вие емотивно реагирате историски, децениски наназад. Тоа е нашиот именител на нашата традиција, култура. Знаете како, нацијата може да падне, ама крстот останува, така? Затоа велам, таму каде што се верските чувства не сме никој да ги гибне, ниту пак да ги потпали. Така, тука правиме уште една пауза за реклами, музика, слушаме малце и се враќаме во завршниот дел од разговорот. Почитувани слушатели, останете на брановите на Радио Слободна Македонија. Повторно сме назад во студиото на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, мој денешен гостин е претседателката на Комисијата за односи со верските заедници Валентина Божиновска. Господја Божиновска, најавивме претходно во разговорот дека Демократската унија за интеграција утре ќе донесе одлука како понатаму ќе действува во однос на поставувањето на крстот. Каква одлука очекувате да донесете? Апелирам до првите луѓе на општина Чаир, на градоначалникот господинот Изет Меджити и на сите други таму во советот на општина Чаир, одлуката да биде круна на нивниот разум, но да биде и круна на нашиот верски и етнички соживот и во Бутел и во Чаир. Ако тоа се случи, мислам дека години наназад тоа ќе биде историски урнек како во време на вакви мигови победил верскиот соживот. Така што, уште еднаш апелирам дека ја подадовме раката, значи јас себе како прв човек верувам дека она што господинот Тодор Петров го кажа со Светскиот македонски конгрес и иницијативата на Светскиот македонски конгрес, дека би можело тука да биде споменик на преродбеникот Фан Ноли и на оснивачот на Албанската православна црква. Јас се согласувам и мислам дека утре одлуката што ќе донесе ДУИ ќе значи непречено одвивање на градежната оператива на крстот и она што ќе значи проштевање на обете страни и изградба на споменикот на Фан Ноли. Апелирам уште еднашка да
било какви вмешувања од страна на младите да ги избегнат или на потикнување на ескалации, собирање и така натаму, да не подлегнуваат на провокации. И повторно велам дека раководството на ДУИ очекувам на општината, нели, на градоначалникот на Изет Меджити, дека ќе биде здраворазумна, онака како што прилега на една таква општина. Така, со оваа ваша порака и апел ја заокружуваме денешната емисија. Ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам и вам. Вам, почитувани слушатели, ви благодарам на вниманието. Се слушаме повторно за 7 дена на истата фреквенција на Радио Слободна Македонија. Јас сум Бојана Димитриевска, уредник и водител на политичкиот магазин Кворум, техничка реализација Далибор Зафировски и Никола Давчев. Политичкиот магазин Кворум е во продукција на Радио Слободна Македонија. Останете со нашата програма, следуваат за кратко пладневните вести. Имајте пријатно попладне. Овде нема воздржани. Има само за и против. Се отвараат деликатни прашања, а се бараат конкретни одговори. Кворум, политички магазин на Радио Слободна Македонија.